Луцко Петрол не дава повеќе на вересија нафта. Од компанијата решиле си го наплатат долгото од над 10 милиони евра. Од ЕСП велат немаат коментара, од градот Скопје просперија кон премиерот Мицкоски дека создава криза. Додека надлежните играат пинг-понг, префрлајќи сија вината. Скопјани нервозно гледаат во часовниците со надеж дека ќе пристигне автобус. Автобус нема, а и тој еден што ќе пристигне се полни веднаш и патниците висат на надвор. Но тоа што не може се опише со зборови, колешката Тамара Марковска ќе ни го прикаже со снимките од камерата на Телма. Тамара, каква е навистина ситуацијата со јавниот превоз во Скопје, кој од попладнево е во аут? Така е, Павле, како што каже ти, од попладне нема автобуси во главниот град. Тие околу 14 часот, еден по еден, почнаа да се повлекуваат во својата база, а причината за тоа е бидејќи немаат нафта. Во сообраќај останаа само оние 25 автобуси, дел од нив се двукатни кои неодамна наполниле нафта, а дел од нив се обраќаат на газ. Причината што автобусите се повлекоа создаде хаос во главниот град. Многумина доцнеа на своите работни места, студентите и учениците пак не можеа да се вратат дома од училиштата и факултетите. Телма веќе половина час ги проверува автобуските постојки и можевме да забележиме дека нема многу патници, но и оние кои чекаат не сакаат да зборуваат пред камера, но тој што се обиде, што беше најхрабар, го кажа своето мислење, искрено кажа дека ова му создава голем проблем во извршување на неговите секојдневни уврски. Па тука може да погледнеме изјавата. Колку време чекаш автобус? Има ли автобус? 15 минута нема автобус, зашто секој 2-3 сата. И има многу проблем да идем у факултет с автобус. Јас секој ден чекам автобусот. Ето. Кој автобус го чекаш? 17 за мајка Тереза коде. Ама не доајде. Добро што тргнавте еден час порано, имам колоквиуми денес, така да ќе треба да пешачам 25 минути до Финки. Често користите автобус, се служите со овој начин? Цело време отприлика користам автобус за секаде. Остана без гориво и нема да настана проблем. Како ќе си одите дома? Пешки. А што и да се каже, па на истото ќе дојдеме. Нема никако да тргне према напред работата, а Европа се споменува вамо таму прашање. Или кога сме веќе кај Европа, цела младина, сите способни луѓе замина за Европа, ние сега сакаме Европа, не прима. Алтернатива имате ли за ова? Често ли користите автобус? Па кога сум овде во Скопје, често користам. Морам да користам. Што ќе правите како алтернатива? Па ништо, пешки ќе одам сега. Павле, додека граѓаните се оставени сами на себе да се снаоѓаат како да стигнат од една до друга точка во главниот град, надлежните вината си ја префрлаат едни на други. За тоа кои беа нивните ставови слушаме во прилогот во продолжение. Ниски температури патниците мрзнат. Попладнево сите автобуски линии престанаа да сообраќаат. ЕСП снема нафта. Само оние 25 на газ продолжија да возат, а другите едва стасаа во гаражите со последните капки гориво. Оние кои возеа немаа место да ги соберат сите патници. Студентите први согласија и бараат нормализирање на јавниот превоз, а поставија ултиматум до градоначалничката Арсовска до крајот на утрешниот ден да се среди јавниот превоз, а во спротивно, тие ќе се приклучат на масовниот протест најавен за во петок во Шуто Оризари. Освен тоа, ги истакна и нивните други барања и предложија на Арсовска доколку не може да исполни програмата да се поднесе оставка. Продолжување и финализирање на проектот за Бас Рапид Транзит, воведување на градска железница со искористување на постоечките капацитети и изградба на пруга до аеродромот Скопје, набавка на нови автобуси и отворање на нови автобуски линии, надградба на велосипедската инфраструктура и промоција и поддршка на алтернативни видови на транспорт.
Од независниот синдикат на ЈСП бараат од градоначалничката повеќе да се ангажира за граѓаните, затоа што од нив ја добила функцијата. До овој момент, до 18:30 часа е состојбата, значи, можам слободно да кажам, катастрофа. Немаме нафта сега за сега. Некои возеа, да, точно така, што беа возилата на ЦНГ, значи тие возеа, дали се до сега не знам, не сум информиран точно, меѓутоа во текот на денот возеа некои возила и некои возила што беа, кажете го, со двосменски кои претходно беа танкирани, значи сега тие возила возеа, а можно е да се повлекле и тие до сега. Во текот на денот до кај 13-14 часот, мислам дека со 30% капацитет. Значи повеќето возила беа повлечени во гаража. Би сакал да ја поздравам градоначалничката. Значи повеќе да се потруди да не го остави народот надвор да чека на овие минусни температури. По сите прозивки до град Скопје тие испратија само соопштенија, во кое прстот за проблемот го вперија во Мицкоски. Тие тврдат дека кадарот на ВМРО ДПМН ја поништил редовната јавна набавка за гориво во ЈСП. Директорот на ЈСП пак не сакаше да коментира. Само Кусо за Телма рече дека тоа е реалноста. Телма се обрати до добавувачот Пуцко Петрол, кој ни кажа дека престанал со испорака на гориво, бидејќи договорот со ЈСП истекол пред 6 дена. И тие веќе немаат потреба да ги снабдуваат со нафта, а ЈСП им должи близу 10 милиони евра. Проблемот со ЈСП не е нов. Граѓаните со месеци се жалат од јавниот превоз, каде што автобусите или доцнат, или ги нема воопшто. Павле, граѓаните остануваат во неизвестност за тоа дали во текот на утрешниот ден ќе има автобуси. А од град Скопје, кои се задолжени за решавање на овој проблем, најавија само дека ќе има вонредна седница на Советот на град Скопје. Павле, тоа би било се за сега.